Почитувани гледачи на Македонската телевизија, добро вечер. Поздрав од спортската сала Борис Трајковски во Скопје, каде што вечерва по неколку минути ќе започне кошаркарскиот надпревар меѓу Работнички и МЗТ Скопје. Втор надпревар од финалната серија во рамките на кошаркарското првенство, 27-ма сезона поред. Работнички по 20 пат е во големото финале, се бори за 16-тата титула. МЗТ Скопје по 14 пат за својата 7-ма шампионска круна. Знаете што се случуваше пред само 3 дена, кога МЗТ Скопје го декласира Работнички на свој терен. О Јане Сандански на стартот на оваа финална серија со 80-44. Какво второ полувреме одигра кошаркарите на МЗТ Скопје или колку лошо одигра Работнички, поточно кажано, со само 12 постигнати поени, со само 3 во последната четвртина, со игра во која што речиси ништо не прикажа од борбеноста, од она што го красеше тимот на Работнички, 15-кратниот шампион на Македонија. Овој надпревар треба да даде одговор на прашањето дали Работнички е подготвен да го возврати ударот, да се врати во оваа серија со евентуално победа, па макар била изразена и со една разлика, би било се поинаку, ќе се врати расположението и така натаму, но МЗТ Скопје е дојден за да го зададе може би решавачкиот удар, да дојде до уште една победа и да поведе во серијата со 2-0 за да се приближи на само еден чекор до враќање на шампионската титула. Еве ги составите на двата тима. За екипата на Работнички со број 0 Крстевски, 3 Јордановски, 4 Стајич, 5 Мираковски, 6 Караджовски, 7 Младеновиќ, 9 Чековски, тој е капитен на овој надпревар, со број 10 Питевски, 20 Чавдар Костов, единствениот странец во тимот на Работнички, 25 Ефремовски, број 55 Јаневски. Повредени се капитенот Мираковски, кој што нема да настапи на овој надпревар, како и центарот Кира Николовски, кој што веќе подолго време е вон строј. За МЗТ Скопје со број 3 Вударт, 6 Соколов, 8 Стојановски, 9 Магдевски, 10 Симоновски, 11 Исаиловски, 13 Младеновски, 19 капитенот Стојановски, 20 Метфорд, 22 Маслинко, 24 Иванов, 33 Самарчевски. Тренери на екипите Мариндо Кузовски, кај Работнички и Ѓорги Кочов, бордовите на МЗТ Скопје, па сега предлагам да ги слушнеме нивните очекувања во пресед на овој меч. Мариндо Кузовски, Работнички домаќин во вториот надпревар, првиот него коментираме, знае како заврши, како е расположението, може ли Работнички се врати во серијата и да изравни на 1-1 за да го направи ова финале поинтересно? Па ќе се врати доколку успее да го заборави токму тој надпревар, затоа што знаете кога е финале може да се загуби и тоа е нормално, но не на таков начин. Значи имавме состанок со играчите, мислам дека ја разбраа мојата порака за овој надпревар, мислам дека и самите се свесни дека кога е финале, можеби ние објективно сме и послаби од МЗТ, имаат поголем ростер на играчи и се, меѓутоа мора до последен момент да се борите за својата екипа. Мислам дека денеска ќе одговориме на подруг начин. Што е оно што може да го реши надпреварот? Па од нивна страна може да го реши надпреварот тоа што имаат поголем фонд на играчи и објективно поквалитетни. Од наша страна е желбата за да се докажеме дека не е адекватен тој резултатот што беше во Јане Сандански. Ѓорги Кочов, екипата на МЗТ Скопје импресивно во првиот надпревар, меѓутоа тоа е веќе минато. Да се победи со 1 или со 30-40 разлика е исто. Како сте подготвени за овој надпревар? Овој надпревар исто, ми се надам дека ќе влеземе максимално сконцентрирани, максимално мотивирани и ќе бараме победа на гостински терен. Иако знаеме дека тоа нема да биде лесно, екипата на Работнички е доста искусна екипа која кој дозволиш да игра, знае да биде доста опасна. Како вие се подготвивте да не им дозволите да играат и да дојдете до 2-0? Кој е рецептот за победа? Ќе видиме сега на терен. Тоа ќе оставиме да видиме дали ќе се исполни прво, па ќе зборуваме. Игор Стојанов прерано го заврши животот.
vraćanje pred početak na ovaj meč za prerano počinjati od Igor Stojanov, generacija 70-ih vtora. Поранеше кошаркар и кошаркарски работник. А сега полека во последните неколку минути од загревањето на двата тима во пресет на овој втор меѓусебен надпревар. Суди на надпреварот се Александар Милоевиќ, Зоран Митровски, Иван Мјалковски. Нема многу гледачи на овој втор надпревар, иако ова се две најголеми сали што ги имаме во нашата земја, Јане Сандански, каде што домаќин е МСД Скопје, и Работнички, кој што го игра ова финале во спортскиот центар Борис Трајковски. Се крена малку прашина околу бројот на влезниците, што домашниот тим во овој надпревар го одстапи за гостите, наместо 200 имаш информации дека 50 на помалку, како и да е, нема гледачи, а тоа е оно што е најлошо во нашиот спорт, во конкретниот случај во кошарката, затоа што каква таква, сепак е еден од најпопуларните спортови и кај младите воопшто. И лошо е што пред премал број публика во живо се играат овие финални надпревари. Ѓорѓи Кочов има голема шанса, еден млад тренер кој што се проби во тимот на Вардар со оние помлади генерации, па доби шанса во екипата на МСД Скопје. Овој тим кој што имаше и реално најсилен состав, многу ми очекува да биде убедливо најдобар оваа сезона. Така беше во Суперлигата, кога ги завршија надпреварите во АБА-2 кошаркарската лига. Таму една долга сезона, МСД Скопје дојде до финалето, па не успеа против Рогашка, претходно го победи Спар Сараево, не успеа ни во оној плей-оф против екипата на Задар. Пред се поради несреќниот минимален пораз кој што го има пред своите гледачи, па во меѓувреме и во Купот на Македонија, каде што загубија токму од најлутиот ривал Работнички во полуфиналето по две продолженија. Работнички се радуваше на завршницата на турнирот во Гевгелија, за потоа да ја совлади блокот, текна и да го освои 10-тиот круг трофеј. Успешниот клуб во историјата на македонската кошарка, Работнички со 15 титули и 10 купови. Но МСД Скопје секако ќе се обиде да ја заокружи оваа сезона со освојување на шампионската титула, а веројатно клучниот надпревар, иако секој е најважен во периодот кога се игра клучниот надпревар е вечен. Ако МСД победи тука ќе биде многу блиско, ако пак Работнички победи ќе се заборави оној неверојатен катастрофален пораз, најголемиот, најтешкиот дебакл што имаат кошаркарите од градскиот парк во вакви финални надпревари. Стои тоа дека беа заморни, 5 надпревари српувачки против одличната екипа на блокот текна, меѓутоа и од друга страна залагањето кое што беше буквално на нула во последната четвртина особено. Но сето тоа сега во заборав, стартните постави се на паркетот за екипата на Работнички, со број 4 Стајич, 6 Караджовски, 9 Чековски, 55 Јаневски, 20 Костов. Кај МСД Скопје, удар со број 3 Медфорд, 20 Американски, кошаркари на бековски позиции, Стојановски 19, Иванов 24, Самарџински кој скока за топка со број 33, но Чековски дојде до топката, Костов тесни поени за водство на екипата на Работнички 2-0. Чавдар Костов кој беше MVP и најкорисен играч на завршниот турнир во клубот. Нема сега преигрување на Стојановски до Самарџински, Караджовски на противната страна. Имаше контакт и лична грешка на Медфорд. Нема што многу да се зборува за претходниот прв надпревар во финалната серија, затоа што МСД доминираше, особено второто полувреме. 17 поени постигна капитенот Стојановски, 9 поени 11 скока имаше Самарџински, индивидуално Магдевски и одличен од клупата со 13 поени, 5 украдени топки, 10 поени Иванов и така натаму. Кај Работнички 13 поени Јаневски, 12 Стајич, меѓутоа очајно, ужасно лоша игра во завршните 20 минути, особено во последната четвртина. И сега ова може да биде нов проблем.
Ако е скочниот зглоб на левата нога кај на Караджовски по прашање и онака тенкиот ростер и тенката клупа може да биде уште по истенчен. 3-0. Први поени за екипата за Скопје. Будар 3-2 за Чукотин. Стајич. Младеновиќ игра со број 7. Костов со број 20. Костов за момент имаше сам Чековски, но сега некоректно додавање на бугарскиот интернационалец. Беше удвоен, затоа Чековски сам, меѓутоа по нозе некако и кај од момент уште еднаш прениска топка која заврши во аут. Медфорд не очекуваше вакво додавање Иванов. Му треба малку време да се загрее хрватскиот интернационалец. Ова е девето финале на работнички МСД Скопје во овие 27 сезони. Практично секоја трета играат математички земено, иако во голем дел во на прва декада од осамостојувањето на Македонија игра најчесто овие два тима. Костов лесни 2 поена од полудистанца за 5-2. 7 пати триумфираше работнички, само еднаш МСД Скопје, но во периодот од 93-та до 2004-та 6 пати едно подруго, а 2014-та МСД Скопје успеа да добие финалната серија со работнички. За минатата година работнички да врати. Сега загубена топка на кошаркарите на МСД Скопје. Костов за 3 поени, уште еднаш поентира. Полека се полни оваа трибина каде што се главно концентрирани камерите на македонската телевизија од играта на Чавдар Костов, но секако и залагањето на сите други. Ќе зависи целокупното издание на екипата на работнички. 8-2. 7 поени од Чавдар Костов, еден на Младеновиќ, кој што ги изведе двете слободни фрлања по победата на Караджовски. Будар. Самарджиски против Чековски. Тука е голема предност. 13 см по-високиот Самарджиски. Младеновиќ. Стајич, екс-играчот на МСД Скопје, преку Туманово во работнички, не успеа за 3 поени, тој тоа како инспириран да одигра најдобро што е можно. Репрезентативец. Меѓутоа, квалитетни се 20 бекови на МСД Скопје, Вудар постигнува поени, 8-6, 4-0 права гостите. Јаневски за 3, ево го погодува, челна тројка. Тоа е тоа, сите мора да го дадат придонесот, ако сакаат изравнување во оваа серија. Нема тројка за Медфорд, скок на Јаневски. Добра атмосфера. Но Стајич не успева, па Стојановски само до противничкиот играч Чековски, сега изблокиран е Костов, одлично Стојановски во одбраната изреагира. Меѓутоа не внимаваше, Младеновиќ му украде топката, оди сега до противната страна, му требаше вакво нешто на резервистот на работнички Стефан Младеновиќ, кој што ќе добие поголема минутажа по повредата на Мираковски, особено на Караджовски од предмалку. Мираковски од предходниот меч. Информациите велат дека Димитар Мираковски и во следниот трет надпревар нема да игра, а ова е тројка за Стојановски. 13-9. Не успеа Стајич 3 пати до сега. Не успеше, преимпресионира некако и сега греши сам Будар.
Боби да изведе дриблинг одел со Чековски. Од левото колено вал. Ева тројката на Дамјан Стојановски. Убаво брзо темпо, за сега е се во ред во тој аспект и еве го конечно Стајич. И излегува од таа стега на почетокот. Добре што има две навивачки групи од двете страни на трибините, па ќе има еден убав, пријатен тон овој надпревар. Но ќе треба и кошаркарите долу на паркето да бидат коректни. Сега имаше тука малку искри меѓу Иванов и Јаневски. Слични играчи, по слична конституција. И ескусни се овие суди за вакви надпревари. Пред се Милоевич. Сега Крстевски ќе влезе во игра, току на местото на Јаневски, требало да се олади. Бетфорд. Удар, тоа е за 3 поени, леворакиот удар, не успе да погоди, скок на Чековски. Младеновиќ. Крстевски, Чековски, кружи топката околу периметарот, Стајич. Со Иванов во аут. 11 секунди остануваат за напад. Чековски. Костов. Постојано удвоен. Стајич. За 3 поени истекуваше нападот, затоа мораше вака рискантно, добро одиграно во одбраната на МЗД Скопје. Обид за 3 поени, него посека топката Стојановски. Удар само за момент, ова борбеност е она што го бараше Марино Кузовски од своите играчи. Ова е веќе поинаков пристап, но сам почеток на мечот ќе видиме колку ќе издржат кошаркарите на Работнички, особено ако останат и без Карачовски. Загубена топка. Нагази со левата патика на средишната линија и затоа е загубена топка при приемот Стајич. Лесна Медфорд, одличен блок на Стајич. Убаво одбраната одиграно. Младеновиќ. Стајич. Чековски за 3 поени, сам и ево го тројка на Чековски. 16-9. И сега 19-9, веќе 10 разлика, тајм-аут за МЗД Скопје. Реклама. Разлика 3 минути 40 секунди до крајот на првиот период. Ова е далеко од оно што го посакуваше екипата на МЗД Скопје, нивниот тренер Кочов, затоа малку вознемиреност на клубата да прима тајм-аут, сосем логично, ќе видиме како ќе продолжат, но впечаток е некако многу млако, меко влегува во овој дуел. Сега Самарчински успее да се излечи од Чековски и да погоди. Еден полупорок. Много елегантно изведено 4 поени во дуел со Чековски, 19-11. Косто 7 поени, по 3 имаат Јаневски, Чековски, Стајич и Младеновиќ. 4 тројки од 6 шута имаат Работнички. Сега Младеновиќ, тој не успее да погоди. Само една тројка од 3 шута имаат кошаркарите на МЗД. Ево го Иванов за 3. Не успеа ни обрачно да го погоди. Иве Иванов остана таму на паркетот на противничката половина. Стојановски, а лесни поени на Стајич.
петиот свој поен. Ево тој момент, добар блок направи Крстевски за да нема Иванов контакт со Стајич, 21-11. И замена излегува Вудар, на негово место Дарко Соколов. Медвед сега како плеймейкер. Заедно со Дарко Соколов, кој знае да игра на таа позиција, без 2. Шарпоземено и одлично додавање, не задрвеше тоа идејата на Самарџиски. Мислам дека беше оваа топка за Соколов, меѓутоа никој не внимаваше на Иванов. Заспа малку одбраната на Работнички, 21-13. Костов, сега тој како плей, локу прави Чековски, остана сам на спротивната страна лево Младеновиќ, но не беше забележан, па сега Стајич. Тешко тука покрај Самарџиски, покрај дека не заврши. Можеше да игра со Крстевски, тој марше топка. Јодија Ефремовски во игра, мора да фокусира некој млади играчи, Ефремовски е еден од најдобрите млади играчи, но не се развива како што посакував, неверојатно. И сега Чекори прави Иванов. Не знам, уште од првиот контакт, од првиот добита и пред малку кога биеше тројка, не погоди ни обрач, а еве и сега прави Чекори, погледнете како. Едноставно се прошета тука на работ на рекет и мисля дека е време да се повлече од игра. Претходно и Вудар, вториот американец одира купата, Магдевски добра шанса, добре со македонски играчи. Кога веќе ги има на располагање тренерот Кочов, особено Магдевски и искусниот Соколов. Тројка за Костов, сега Иванов тука прв дојде до топката пред Чековски. За честија прекините во финишот на овој прв период. Доста ефикасен за Работнички. Много добра поддршка има домашниот тим. Иако многу бучни се, оние помалубрани навивачи на екипата на МСД Скопје. Од секогаш веќе 3 децени, речиси 3, од самостојувањето на Македонија. А и претходно имаше ривалство, особено во овие 27 сезони. 21-15. 6 разлика. Од оние 10. Костов увоза Крстевски, меѓутоа му е силна топката долу Магдевски, одлично од одбраната Андреј Магдевски, сега грешка прави Младеновиќ. Соколов покрај Ефремовски. Претера Соколов со дриблинзи, одзема топката Младеновиќ. Се чека Чековски. Костов. Топка Чековски, сега Иванов презема. Чековски, никој натре. Крстевски не беше подготвен во тука реакција на Соколов. 11, па сега 10 секунди до крајот. Ке чека Магдевски и веројатно од финишот на првата четвртина ќе оди на соло пробив шут. Лошо додавање за Соколов. Останува 21-15, господ за Работнички, кој во неколку наврати имаше 10 разлика, сепак 1 секунда и 2 десетинки остануваат на семафорот. Така што има можност за едно додавање и еве од тука една тешка позиција, Костовно гледате го погоди обрачот. 6 разлика за Работнички, 21-15, убава атмосфера.
Овој втор надпревар од финалната серија. Одиме ние со тайм-аут меѓу првата и втората четвртина, пауза по која што по рекламите се враќаме со коментари со слика од салата Борис Прековски. Враќаме со почетокот на втората четвртина, да не успее да поентира. Сега Крстевски подобна тројка, тројките во одат на Работнички и затоа имаат сега од 9 разлика, 24-15, ова е пета тројка од 10 обиди. Само една има екипата на МСД Скопје од 4 шута. И тоа за домашниот тим е добра околност што повеќевина играчи поентираат за 3. Стојановски не успее да врати, сега Магдевски туркаше води од Кустаич. Во борба за топка и прави лична грешка. Излегува и капитанот Стојановски, на негово место Симоновски. Практично на сите позиции има 20 играчи, најмалку 20 кошаркарите на МСД Скопје. Работнички со потенка клупа, рековме, ќе видиме како ќе изротира во овој надпревар. Марин Докузовски има неколку мина гол обради момци. Најискусниот од нив Ефремовски веќе 3 сезони е тука, но очекуваме подобро да се развива како кошаркар. Има време, но треба многу повеќе, многу посмело, многу по цврсто да оди во дуелите, во надпреварите воопшто. А сега Иванов на втор обрач конечно се буди крватот. Добар работник е, добар играч, голем професионалец, велат на тренизите и воопшто. 24-17, сега игра со нога, 14 секунди за напад. Ќе одмори малку Самарджински, стартниот центар, 4 поени, 2 скока, 2 асистенции. На негово место тука е Младеновски, македонски кошаркар на позиција 5. Масникова исто така алтернатива на позиција 4 за Иванов. Сега би за 3 поени, чиста позиција, не успее да погоди Стаич. Ако не функционира шутот за 3 поени, потешко кошаркарите на Работнички доаѓаат до позиција да погодат. Сега Магдевски. Фаул со десната рака по левата на противникот, остана на Стајчи. Сега бара тайм-аут. Марин Докузовски забележа дека паднаа малку темпото неговите играчи во овие 2 минути од вториот период. Одиме со реклама. Дојде Педжа на тебе, отвори се тука одма. Ма ти горе да си каче. Ти почекај. И одма пас тука и ти убаци се тука. Ајде. Ајде, еј. Стаи само, не се блокира, не застави. Мобилни своите играчи Марин Докузовски. Како рече на почетокот на овој меч, најважно да го заборават, тој прв надпревар. 1-0 за противникот. Но начинот на кој што МСД Скопје дојде до победа беше доста болен за кошаркарите на Работнички, кои за сега одлично играат во најголем дел од овие први 12 минути. Но разликата се топи. Од оние 10, сега дојде на 5, 24-19, со овие 200 фрумања на Магдевски. Се врати Јаневски во игра. Одмара малку Чековски. Костов. Тој рече си целиот надпревар може да го одигра. Убаво додавање за Крстевски, упоен сам Ефремовски. Може да бие за 3 поени. Ефремовски не успеа. Скок на Магдевски. Иванов се посигурно делува МСД Скопје, иако нешто функционира шутот за 3 поени.
знаат дека шансата им е тука, имаат поквалитетни високи играчи, Иванов не погоди, па дојде повторно до топката. Гостите, уште 7 секунди, Магдески, сам Иванов, подобра позиција имаше Соколов, нема тројка. И Магдески дојде до топката, конечно Стајич. 3-3, Костов ќе бие за 3 поени, Чапан Костов. Тоа е човекот што знае да направи разлика. Него 10-тиот негов поен. Втора тројка од 4 шута, 6 за работнички, 13 добри. Ќе вратили Магдески за 3. Ја добре само бречичката, но внимателен беше Младеновски. Значна грешка на Крстевски. Тој не успеа да затвори. Но никој не очекуваше дека Магдески ќе го промаши обрачот. Освен Младеновски. Кој што сега ќе изведе 2 слободни пробои. Ќе одбори Валко Крстевски, се враќа игра Чековски. Не влезе онака како што посакува во таборот на работнички. Кој е Крстевски, но долга на преворот, кој видовте таму на клупата и Кирил Николовски, кој што до крајот на сезоната нема да настапи поради на потешка победа. Младеновски. Прв негов поен. Ево вториот, слободните фрлања за сега. Без грешка, 4-4 кошаркарите на Скопје, 27-21. Ефремовски. Костов. На него один Младеновски, сега Јаневски можеше да го подигне шутот, не успе да погоди. Се врати во игра Вудар. Убаво за Симоновски, еве лесни поени од табла. Во транзиција може да бидат многу опасни кошаркарите на МЗД Скопје. 27-23, сега само 4 разлика. Повторна серија од 4-0 права кошаркарите на МЗД. И го префрли обрачот Стајич. Тешко му е ако Карачовски не може да игра, ќе биде навистина голем хендикеп за домашниот тим. Сега лична грешка изгуби Вудар. Чавдар Костов реагира само кога мора, кога нема друга опција, за да нема лесни поени. Прво промашување од 5 слободни фрлања за гостинскиот тим. Само 2 поена до сега. Ево третиот, 27-24. Поен по поен или по 2. Серијата 5-0 за МЗД Скопје и само 2, односно 3 предност за домашниот тим. Стајич. 9 против број 9. Борба за позиција. Магдески. Го фаулира Чековски. Метфорд ќе се врати во игра на местото Магдески. Ако се погледа клупата, МЗД Скопје има уште еден тим, практично за разлика од работнички, кој има реално 20 квалитетни. Но знаат да покријат клупата за резерви. Сега прегревање за Чековски против Младеновски, Ефремовски. Самет Стајич, мора се користат овие позиции, но Стајич не погодува. Ефремовски, уште една Стајич. Чековски. Стајич. Весна Стајич не погодува, ниту пак Костов не успее да дојде до топка и нова транзиција Вудар. Нема да бие. Симоновски за 3 поени. Тешка топка имаше практично во нога. Некоректно додавање од Вудар, но знае Симоновски да поентира. Погледнете, веднаш се видно. Тоа е тој снайперист. 27-27, ова е прво изравнување. На средината од вториот период. Ново промашување, Костов сега не успеа. Знаци на слабост, на замор, како шаркарите на работнички. Тоа е оно што го зборувам. Немаат ротација.
И ако вака продолжат со игра во транзиција, Мостар Скопје има многу шанси на овој надпревар да реши. Меѓутоа, Ефремовски постигна тројка. Кога веќе не успеа ударот на спротивната страна, може би ова ќе ги покрене малку повеќе кошаркарите на Работнички. Не дека не сакаат, но еве, гледате, една чиста позиција за Ефремовски, тој кога влезе во серија знае да даде по 3-4 тројки во серија. Знае, затоа Чавдар Костов не е поентата само поверено да поентира, нити пак да се троши стаичко, му нема може да оди шутот за 3. Мора да се разиграат и другите, како во случајот Ефремовски. 7 тројки од 17 точки. Ветфорд. Младеновски прави блок. Иванов за 3 поени, уште нешто не успева да погоди. Костов ја дојде до топката, Младеновски прави лична грешка. Знае да се чува Костов. Без оглед на тоа што го трошат во сите вакви ситуации противничките играчи. Погледате на висок скок, еден не баш пријатен дуел со потешкиот противнички центар. Но тоа е вистински професионалец. Знае како да падне и да продолжи. Нова замена ќе се врати Стојановски врадовите на Скопје, излегла се Симоновски. Пако Симоновски кој постига 5 поени вкуп. Младенович кај Работнички. Костов, Чековски, Младенович. Сега со еден. Практично двајца клинни центри играат, уште еден на Работнички и не успее да погоди Јаневски офанзивен скок на Чековски, лична грешка на удар. Театрално, ова е и за техничка, па гледате Ветфорд или не гледате, затоа што не го прикажа камерата. Вториот американец го замоли судијата да не му доделува техничка грешка заради реакцијата на удар. И најпаметно е да одмори малку на купата. Секој поен, секоја ситуација, секоја реакција, секоја санкција од страна на судиите може да биде казнета на крајот со победа или пораз, а тоа значи Чекор поблиску или подалеку до титулата. Чековски, Ефремовски, немаше позиција за 3, повратна за Чековски. Ефремовски за 3 поени, ево уште една тројка, тоа е момчето за кој што зборував. Може би се ова моменти и надпревари во кои што треба да се разбуди, да се роди. Ајде да речеме една звезда на нашето кошаркарско небо. Ама не е доволно да биде во домашното првенство. Ефремовски има талент, потенцијал секако за многу повеќе, но со многу по-квалитетна работа. Кој има вистинскиот тренер. Има и неколку играчи од кои може да учи, но во овакви надпревари се станува. Голем. Ево го сега офанзивно, односно дефанзивен скок по промашувањето на Стојановски. 33-27, две тројки на Работнички, по ние 27-27. Кога МСД имаше шанса да дојде на водство. Сега реакција до судијата Милоевич и од страна на спортскиот директор на екипата, поранешниот репрезентативец и долгогодишен играч во моите наши клубови Тони Грнчаров. Тука и капитенот Дамјан Стојановски.
влеговме во последните 3 минути од втората четвртина. Ќе се врати Стајич во игра. Знаеме се какви се персонални проблеми се соочуваше работнички покрај повредата на Мираковски, која е можеби последица на моменти кои што беа и претходно. Особено при ангажирањето на двајцата американци Вашингтон и Џонсон, пред сек Савер Џонсон, кој знаете поради кои причини не доби шанса да игра, па беше вратен во пакет со Вашингтон, кога да игра два надпревара. Сосема која ќе изгледаше екипата на работнички ова финале. Доколку тандемот американци беа тука во завршницата од сезоната. Како и да е, актуелни шампиони, 15-кратен првак на Македонија, направи многу со самиот пласман во финалето, затоа што Бакотекна е еден одличен тим, кога се влада во полуфиналето. Ефремовски добива аплаузи и поради оние две тројки и ова словно фрлање за вкупно 7 поени и толку е разликата, 7, 34-27. Косто беше добро заграден и Иванов сега доаѓа до топка, па Метфорд. Комплименти за одбраната на МСТ Скопје. Симоновски сам за 3 поени му попречи Чековски. Скок на Косто. Добро во одбраната игра работнички, неспоредливо во однос на првиот надпревар, особено во второто полувреме, кога примија 42 поена, постигнаа само 12. Какво додавање сега од надворешна страна успеа оваа топка преку двајца противнички играчи. Добра да видим тоа уште еднаш, погледнете. И Самарчевскија и Метфорд кој што не презеде, а Самарчевски направи лична грешка во Позадоволни навијачите на работнички во овој период, нормално. Имаат серија од 7-0 по она израмнување на гостите. Чековски словни фрлања. Ако е нешто добро, што Чековски е релативно мирен во нападот, ова е само 4-ти поен за него, не беше многу експлодира, главно во одбраната, има 5 скока до сега. Легенда и на работнички, многу повеќе на работнички, но и на оние први две титули на екипата на МСТ Скопје и сезоните кои што ги одигра во АБА лигата. И 5-28 и сега конечно Иванов ја приклучува серијата од 8-0. 35-29. Сто секунди до крајот на полувремето. Младеновиќ, Чековски, Стајич, сам остана за 2 поена. Бобан Стајич не го сакаше топката ни овој пат. 2 од 13 има погодено шута на овој меч. Бобан Стајич. И во добар дел од мечот го оставаат кошаркарите на МСТ Скопје него, затоа што е главен плеймейкер и затоа што нема вистинска алтернатива. Сега Чековски направи лична грешка. Прва за него. Сега и Чавдар Костов. За него е втора. Можете да видите што без забавни снимки како изгледаше сето тоа. Словни фрлања за Стојановски. Ето, греши од оваа позиција капитенот на МСТ Скопје, долгогодишниот репрезентативен, 4-ти негов поен. Ево и петиот, 35-31, минута 20
крајот на полувремето. Се приближува МСТ Скопје. Повторно мини серија од 4 поени, практично анулираат половина од оние 8 предност на Работнички. Костов е добро чуван. Сега Чековски, далеко од кошот, покрај Самарчински тешко беше, па Младеновиќ. Стајич за 3 поени, уште еднаш Стајич во последната секунда од нападот. Ја собрава топка Стојановски и еве шанса да се доближи на 2. Но не успеа Медфорд. Че 34 секунди до крајот на полувремето. Претходно ќе има тайм-аут за Работнички. Практично остануваат по еден напад на двете страни, ако играат други напади. Чекай малце прекини. Не играјте шодер, усмераат од старти, не можете направи. Чекај малце. Еј, измена Станко, Викса влези. Еј, со 4 малих игра. Слушате ме вамо. Мачки, овде си ти. Вик. Овде ќе биде Чавдар, не Чавдар. Викса нека биде овде. Разбираш? Отвори се на шут. Ако превземат, одма бегај тука, Викса качи се тука и да му ја спуштиш. Јасно ли е? Не, Чавдар нека би дај полесно да не се заглавиме тебе да не те захваме. Чуете ли? Рогови ама, еј, одма брзо направете го да имаме уште еден напад. Мачки! Еј, Отбрана таму. Повара Марито Крзовски и ако пуштате да одиграат побрзо овој напад, ако се окаже шанса да имаат уште еден напад до крајот. Јаневски може да бие за 3 поени, добро додавање од Стајич и ево го Јаневски за тројка прецизен. Тоа е предноста ке на Работнички во првото полувреме. 9-та тројка од 21 шут, 38-31. Ќе одат на тој напад гостите, тоа е сигурно, но ќе има неколку секунди за Работнички и сега ова е мала провокација, немаше ни лично, ни во напад. Сега има. А Костов претходно бараше и затоа реагира во оваа ситуација. Двата тима се во бонус. Да видиме уште еднаш. Чавдар Костов, ова не е спорно дека има контакт и тоа сосема не е потребно, но повеќе како реакција на онаа претходна ситуација. Проблем е што е ова трета лична грешка за Чавдар Костов. А тој игра буквално цело време и е главен играч во екипата на Работнички. Кај МСТ Скопје сите минути до сега ги одигра Иве Иванов. Не успеа Симоновски опит за слободно фрлање. Прецизен во второто, 38-32. На нова замена излегува Самарчински и на него место Соколов. Неполни 11 секунди до крајот на времето. Има време за Работнички, да видиме Стајич што ќе успее да организира. Направи простор Јаневски, меѓутоа губи топката од Иванов и сега во последната секунда не успеа Стојановски од својата половина, 38-32. Тоа е резултатот по првото полувреме за екипата на Работнички, која што пред се поради многу по-прецизни шутеви за 3 поени постигна 9 од 21 обид. Ја направи разликата, уште во почетната фаза ја одржуваше во најголем дел од мечот. Во ова прво полувреме 27-27 беше моментот кога МСТ успеа да изравни, потоа две тројки, еве да Тремовски токму тој успеа да постигне две тројки во тие неколку минути и да му помогне на неговиот тим, каде што Костов е најефикасен со 10 поени, 7 има Ефремовски од клупата, 6 има Јаневски, 5 Стајич, 4 Чековски. Проблем е што 3 лични грешки има Костов
Во екипата на МЗД Скопје не функционира шутот за 3 поени, 2 од 11 тројки успеа да постигнат, но затоа пак се многу попрецизни за 2 поени, имат 64% реализација, 9 од 14. Од тој сегмент работнички 4 од 14, неверојатно, од шутеви од полудистанца, а малку ги има од подкоша. Кај МЗД Скопје најефикасни се Симоновски и Иванов со по 6 поени, Стојановски 5, 4 постигна Самарджински и така натаму, но далеку е од ова дека МЗД Скопје го кажал последниот збор, ова е еден тврд надпревар во кој што гостите ќе се обидат секако во второто полувреме да ја искористат по-долгата, по-квалитетната клупа, особено што и Караджовски во самиот почеток на мечот, по само 23 одиграни секунди на паркетот се повреди и прашање дали ќе се врати затоа што страдаше левиот скочен зло. Се враќаме некаде за 13 на 14 минути, а во меѓувреме може да ги проследите најинтересните моменти од ова прво полувреме. Се враќаме, поштовани гледачи, со слика и коментар од спортскиот центар Борис Трајковски, каде што пред неколку секунди започна третиот период, второ полувреме од надпреварот меѓу работнички и МЗД Скопје. Прв напад на домашниот тим, кој води 38-32, Костов ја загуби топката, на спротивната страна Вудар се прошета за лесни поени и навалување на 38-34. Куса рекапитулација за оние кои подоцна се вклучија, дека работнички во текот на целото прво полувреме беше во водство, некаде во 7-та минута дојдоа до 19-9, највисока предност беше во тој период од 10 разлика за домашниот тим, МЗД успеа да се врати 27-27, на крајот на полувремето работнички со 6 предност, но и со многу по-заморени играчи и со многу по-тенка клупа, и затоа второто полувреме, ако не успеа да ја задржат свежината, а тоа ќе биде тешко, прашање е колку ќе успеат и да ја задржат оваа предност која што знае да се стопи. Стајич доста експонира во првото полувреме, но не му оди шутот на Бован Стајич, па не му оди. Само 2 од 15 успеа да реализира од игра 2 обида. Сега Јаневски нема тројка, инаку тројката беше силното оружје кај работнички, постигна 27 од 38 поени од зад периметарот. Сега Јаневски не успеа да погоди 9 шута од 22 вкупно реализира за 3 поени. Тука е главната предност кај екипата на работнички. Инаку во скокови 18-19, незначително тука некаде се речиси исти, 7 асистенции работнички, 5 МЗД Скопје, 8 загубени топки домашниот тим, 9 МЗД и така натаму, 5-6 во украдени топки. МЗД, реков, и на крајот на првото полувреме многу подобар за 2 поена, особено од овие позиции од низок пост. Тука Самарджински царува, иако не е доволно искористен со своите 215 сантиметри во случајот да. Ова е негов 6-ти поен, практично 3 удари кон противничкиот кош, 3 походока. Не можеше тука Јаневски, кој што се одлепи од него, удвоено недоволно добро загради, а не успеа навреме да стигне да превземе Чековски, затоа лесни поени на Самарджински. 4-0 прави МЗД Скопје на стартот на второто полувреме и само 2 предност за работнички. 3 лични грешки има Костов, повреда која што најверојатно го оневозможува и Караджовски на овој надпревар да го даде својот придонес, и тоа уште во првата минута по само 23 секунди минати во игра на паркетот за работнички. Нема многу публика, штета што е тоа така. Барем можеше да се организираат клубовите, евентуално школи, не мора кошаркарски. Ова е празник на кошарката или треба да биде, ова е едно долго годишно ривалство на двата најуспешни и најквалитетни клуба во историјата на македонската кошарка, но освен најверните симпатизери ги гледате на двете страни од салата распоредени малку гледачи. Чавдар Костов за 3 поени и тоа е во елемент. Неверојатниот Чавдар Костов, 41-36, кога на никому не му оди. Тука е Костов со 13-тиот поен,
убедливо најефикасен за сега. 3 тројки од 5 шута, ова е 10-та тројка за Работнички, но враќам Медфорд, 41-38. Проблем ќе биде ако се потпрат само на шутеви за 3 поени, тешко им оди од висок пост, тешко им оди од полудистанца, лош е процентот на реализација за 2 поена кај Работнички. Јаневски, Чековски, тој за 3 поени, само до предниот дел од обрачот. Ја реков прималку. Тешко е да се смета само на прецизни шутеви за 3 поени. Нема многу оружје со кои може да располага Марито Кузовски. Најтрофениот тренер во историјата на македонската кошарка. Легенда на Работнички, но легенда и на македонската кошарка како селектор 2010-та се подалекуе и временски, а бога ми според она што е како квалитет со кој располагаме. Да се помисли, а не да се повтори такво нешто. Костов е фаулиран, немаше поени за МЗД, нема поени за Работнички, но има лична грешка. Дамјан Стојановски, прва за него. Агресивно во одбраната и натаму и двата тима. Младеновиќ за 3 поени, изблокиран, меѓутоа внимателен беше Јаневски, а убаво го начека тука со блокада Самарџиски. За да нема поени, остануваат само на тројката на Костов, домашните, а Медфорд погодува за 2. Полека влегува во серија и тоа ќе биде проблем за екипата на Работнички. Свежи играч, практично сите се свежи, кај МЗД Скопје, затоа што има 2 тима, квалитетни. Ево го сега краде Медфорд, она што го зборував. Тргна Самарџиски, му ја украде топката Стајич. И сега убаво за Младеновиќ. Лесни поени на Стефан Младеновиќ, 33-40. Прави напори МЗД да дојде до израмнување. Има шанса предмалку при ова одземена топка на Самарџиски да дојдат и до првата ситуација да бидат во водство. Не успеа, затоа што Стајич украде, а потоа со асистенција го нахрани Младеновиќ. И ево сега Самарџиски, има лична грешка, да видиме дали Јаневски или претходно. Стајич, го гледаме во кадарот. Да, имаше контакт Вован Стајич со противничкиот сета. Ова е трета лична грешка. Тој е вториот стартер во екипата на Работнички со 3 лични грешки. Третиот стартер или првиот за кого зборував е Караџовски и него најверојатно нема да го видиме поради повреда на левиот скочен зглоб, веројатно дисторзија. Самарџиски е прецизен во вториот обид, 43-41. Стајич. Медфорд, гледате, залепен за него. Чековски се обидува да направи блок. Позиција за Чековски против Самарџиски, имаше лична грешка. Самарџиски бараш игра со лак на противничкиот игрен центар. Мајца од онаа екипа легендарна, која што беше четврта во Европа пред 8 години. На европското првенство во Литванија. Ева, клубата на Работнички се обидува да извлече максимум Марито Кузовски, ако ништо друго да одиграат машки спортски. Ако се укаже шанса да го изравнат резултатот, да ја направат оваа серија подолга, јасно е дека МЗД Скопје е реално голем фаворит, од нив зависи. Меѓутоа Работнички не се предава и тоа е од секогаш така кога играат овие два тима. Без оглед на тоа што неколку мина во тимот на Работнички на клупата се голобрани момци. А и на кондицијски план ќе видиме како ќе успеат да парираат во последната четвртина. Немаше поени за Чековски, сега тежок шут за Стојановски. Да видиме што велат судиите. Вударт
или Младеновиќ. Не беше лесно да се процени, па ќе оди студијата Милојевиќ да ја прегледа снимката. Останува Мстар Скопје во напад. Иванов имаше контакт тука со Јаневски. Протестираат мушките на работнички дека се санкционираат сите контакти, а тоа не им победира затоа што може набрзо да дојдат до проблеми со личните грешки. Бетфорд. Самарджиски. О, беше Чекури, да. Или беа Чекури. Се залеби топката за грбот, некако и може предходно нагази на линијата. Бетфорд како и да е. Топка за работнички. Некаде на средината од третиот период. Ова е периодот во кој што работнички почна нагло да паѓа, да попушта во претходниот меч пред само 3 дена. Но такво нешто не ни помислуваме да се повтори, иако Мстар Скопје ќе се обиде да наметне уште поагресивна игра и сега. Обица 3, Стојановски нема кош, Чековски пред Самарджиски, добра ше постави. Ја собра ова топка. Младеновиќ. Чековски, Стајич. Крстевски. Малку играше во првото полувреме, потребен е неговиот придонес. Попречи тука Стојановски. Еден карамбол, тројца, четворица на паркетот и на крајот Младеновиќ со тројка. Ги сака топката кошаркарите на работнички, но се борат. За разлика од првиот надпревар, каде што го знаете она изјава на тренерот Кузовски, дека овие играчи не заслужуваат да бидат ни резерви, а камоли во стартниот состав и да играат за работнички. Младеновиќ може би игра и својата најзрела и најквалитетна партија, особено ако се земе предвид значењето на овој надпревар. Осум поени вкупно за него. И сам остана в удар, одовде не може да сгреши. Задосни Младеновиќ со преземањето. Неколку беа концентрирани таму во средишницата на рекетот, па се лути до Кузовски со право. 46-43. Младеновиќ, влез на Младеновиќ, одлично. Ја промени левата рака на влеса, десната шутерска во случајов од табла за вкупно 10 негови поени. Ретко постигнува двоцифрен број поени, а погледнете, тука немаше кој да му приде. Иванов ова преземање откако му побегна на Симоновски и сега влегува и Ефремовски во игра. 48-43. Фрт надпревар, малку поени. Работнички постигна повеќе во однос на претходниот, каде што заврши со мизерни 44. А во претходниот за 40 минути. Крстевски сега добро му попречи на ударот. Ја освои топката, но не погоди Самарджиски. Па сега Иванов ќе има фаул. 3 офанзивни скокови на Мстар Скопје. Тоа. Требаше тука да покријат кошаркарите на работнички, не успеа. Одлична борбеност на гостинските играчи. Иве Иванов. Успеа тука да ги издета и Крстевски и Чековски и да се избори за слободни фрлања, ако Крстевски бараше Чекори. Судија
Судиите велат фаул. Прецизен е Иванов. Секој слободно фрлање во вака тврд надпревар може да биде решавачко за или против успех. Два пати прецизен е Иванов, 8 поени за него, 6 скока има и 3 украдени топки. Ете, тоа е големиот придонес на крилниот центар. Медфорд излегува, се враќа Магдески во игра. Медфорд 6 поени, Магдески 2, има и 2 скока. 48-45. Младеновиќ го оставаат. Не успе да погоди Крстевски некако. Не беше право време на овој скок и еве сега шанса за да се доближи на поен, евентуално со тројка да израби. Иако имаат само 2 тројки од 16 точки. Тој дел од статистиката лош, меѓутоа Иванов тука не успеа со овој ролинг да поентира. Нега го премногу ефе имаше топката при сврлањето. Младеновиќ. Костов приеми шут, него специјалитет, него сакаше овој пат топката. Иванов ја собра. Го напаѓа Костов, овој не сме да биде агресивен. Вударт и нема забивање, но има 2+1 за Самарџиски. Ова е најдоброто нешто што можеше да му се случи на МСТ Скопје во овој напад. – 48-47 и дополнително фрлање за израмнување. Ќе се врати во игра Стајич на местото на Младеновиќ. Самарџиски има шанса да биде првиот двоцифрен играч во својот тим. Не успева, меѓутоа за момент Симоновски до топката и нема израмнување. Имаше едно во првото полувреме, 27-27. За момент краде Магдески пред Ефремовски, но останува 13 секунди за нападот на Работнички. Убава атмосфера прават на играчките групи на двата тима. И сега излегува Иванов. Конечно на негово место поранешниот играч на Работнички Андреј Басник Јаневски. Тој би топка, еве го на втор обраш, но претходно имаше Чекори. Дефал Чекори. Неверојатно колку е лош процентот на реализација за 2 поена кај Работнички. 6 погодени од 19. Ова е 11-та за годината. МЗД има 15 од 24 погодени за 2. Сосема спротивно во однос на тројките. Но тука е резултатот. Самарџиски, напад за водство на гостите. Ево го сега Магдески. Не успеа тој ни удар. Кога не сака. Јаневски ја приграби топката и изнуди лична грешка. Нервозни кошаркарите на МСТ Скопје затоа што не веруваат како не успеа да погодат во оваа ситуација. Ајде да видиме уште едно. Добро, ова беше финишот. Откако се изнапромашуваат. Стајич. Јаневски за Чековски, има мисмеч. Меѓутоа не успеа покрај Симоновски. Немаш ориентација каде е Самарџиски, па некако прерано тргна кон кошот и прениско е исфрли топката. Сега Костов краде при овој влез на Магдески. Грешки на двете страни. Стајич оди на спротивната. Вударт исфрли, но веројатно го повреди прстот. Джеймс Вударт.
Ќе мора на клупата да се санира таа повреда. И имаат многу работа и лекарите и физиотерапевтите на двата тима. Бојче, слично како и Кире Николовски во тимот на МСД Скопје до крајот. Вон строј. Доке работнички поголеми персонални проблеми во поглед на повредите. А и фактот што играат само со еден странец го прави својот. Но еден рамноправен надпревар за разлика од првиот, сега загубна топка, повторно ќе има МСД шанса да дојде во водство. Ќе видиме ќе го пробијат ли конечно мразот. Маслинко може би тој, Маслинко нема поени, ниту пак офанзивен скок. И еден карамбол завршија кај резервната клупа и Костов настрада едно столче, Костов него ни почувствува тој судир. Погледнете го тој момент уште еднаш. Ево го судерот со столчето. И затоа највачите на работнички во поголем број сега им поздравуваат. Малку фудбал, гледате, со десната нога најпрви Костов, па со десната Маслинко, добро што немаше повреда. Уште една нереализирана можност на МСД Скопје да дојде до прво место. А ние влегуваме во овој момент во последната минута од третиот период. Костов. Оди Костов до крај. Одличен е Чалдар Костов. Ретки се вакви професионалци. Па нека биде за пример за помладите македонски кошаркари кои играат во домашното првенство. Ова е голем професионалец. Сигурно многу поквалитетен од лигата во која што настапува. 50-47, сега повторно не успеа кошаркарите на МСД Скопје да поентираат. Но загубена топка. Стојановски покрај Стајич. Симоновски. Успеа да се избори за позиција од табла, но непрецизен, некако Заборот си го прави своето во двата тима. Притисокот што го имаат при секој шут, иако не е ова последна секунда од мечот, нити од нападот. Стајич, Ефремовски постигна две тројки во првото полувреме, не и сега. Ова беше во последните моменти од третиот период, кој завршува со 50-47 за работнички. Ова е сега аплауз за борбеност. Реков ви претходно пред ова пауза во пресет на последната четвртина дека им се допаѓа ваквиот пристап на навивачите. Не мора да е надпревар со кој знае колку поени, не мора да е кој знае колку атрактивен. Нека е со грешки, меѓутоа со залагање. Да видиме сега тројка на Симоновски за изравнување. 2:50 на семафорот. Тројката која не функционираше во текот на првите 3 четвртини кај МСД Скопје, но Симоновски втора тројка од 3 обида, сите други една тројка од 14. Таа една ја има капитенот Стојановски. Чековски напаѓа и не успеа да погоди. Да видим офанзивен скок на популарниот Станко. И тројка на Маријан Јанески. 11, односно 12-та тројка за екипата на работнички. 3 од 6 има Јанески. 12 од 30 домаќините. Не ја даваат предноста. Да видиме сега. Се гушна Ефремовски Самарчевски. Беше далеко излезен од својот простор Предраг Самарчевски. Гледате во овој обид да направи блок. Ева тројката на Јанески. 9 негови поени, 4 скока. Се обиде да украде, направи лична грешка Стајич. Многу експониран. Со многу поголема минутажа, многу грешки прави во шутевите, меѓутоа главен асистент, 5 асистенции, 5 поени, но дури 15 обидја само 2 погодока, еднаш за 2, еднаш за 3 поени. Тоа е поентата веројатно и во играта на МСД Скопје. Главниот плеймейкер во домашниот тим да биде максимално потрошен, енергетски,
да нема концентрација при шутот затоа што го нема Мираковски кој се победи во првиот меч, а го нема ни Карашовски кој можеше да покрие тука. Затоа сега Младеновиќ го игра. Иванов нема прецизна топка на втор обрач и што велат судиите. Лична грешка. Ева е техничка. Ова нема потреба да се случува. Самарџевски и Јаневски таму малку искриви луѓе. Чековски била чисто како судија во ринг. Аде уште еднаш. Самарџевски не дојде до топка. Сега техничка грешка по која што Костов има слободно продава. Добро за сега. Не добро, супер. Со оглед на се што располагаат со многу тенка клупа. Кошаркарите на Работнички успеваат да го одржуваат овој надпревар. Ајде да кажеме под контрола. Генерално во најголем дел во водство, освен оние две израмнувања 27-27 и 50-50 кои МЗ да ги имаш. Костов 16 поени, 54-50. Младеновиќ. Има лична грешка од Медфорд. Не може ова тројка. Лестер Медфорд. Само прва лична грешка. Немаат проблеми со фаули. Пример најмногу има Магневски 3. Во гостинскиот состав. Стајич има 4 кај Работнички, ова е сега во напад, во борба за позиција, во борба за блок. Изнуди Иве Иванов. Дуел со Чековски. Ова е втора лична грешка за Георги Чековски. Тој е од оние играчи кои се контролираат на овој надпревар во тој сегмент. Стајичи на 4, 3 имаат Јаневски и Костов од стартерите. И затоа мора да внимаваат кошаркарите на Работнички до крај. А МЗ да се обиде да ги isforsира евентуални нивни лични грешки со кои што ќе ги елиминира своите ривали. На тоа треба да оди составот на МЗ Скопје. На дуел со Стајич пред се, да немаат плеймекер до крајот. Кошаркарите на Работнички на дуел со Костов, на дуел со Јаневски, кои имаат по 3 фаули. Но за сега одлично одолеваат кошаркарите на Работнички. Медфорд за 2 поена, негова позиција, но само до првиот обрач, до предниот дел од обрачот, па Младеновиќ. Немаат плеймекер, па тој мора да одигра на таа позиција, да го отвори Стајич. Костов, Чековски, против Стојановски, саме Младеновиќ за 3 поени, преку рака сепак успеа тука Симоновски да му попречи, па да му го поремети шутот. Или Дишано. Медфорд. Ова шанса, сега Иванов за 2 поена, какво промашување. Не очекуваше вакво нешто, па инстинктивно само ја пружи раката Самарџевски и му побегна топката. Костов. Има фаул, постојано Костов удвоен и во оваа ситуација не само што паѓа, веднаш станува за да продолжи. Кога гледате какви се тие дуели, тоа не е само еден, а игра речи се цело време. Не речи се туку цело време, не забележав да излезе да игра. 32 минути до сега. Теке 33-та. На спротивната страна, например, Иванов, кој сега го чува, речи си цело време во игра. Со исклучок на оние неколку минути кога Маслинко беше, а сега не успеа Костов пред Иванов. Заглави резултатот на 54-50. 5-6 нереализирани напади на МЗ Скопје, не го сакаше топката Иванов и овој пат. Од онаа тројка израмнувачка што беше на Симоновски за 50-50. Време за тајмаут на МЗ.
дека и утрча навака, дали и не остани овдека Чавдаре. Којста страна? Вие гледајте кој им помогне, а мене тој да ми утрча. Чавдаре, гледај малку, стој доле. Гледај се, ако тргне, овде дојде, ако тргне овој помош утрча. Овој кај сум ја. Ти мачки си го овде блок праши овде. Ти остануваш 45. Одбрана после, одбрана ти гледаш тоа. Ја чувствува шансата Марин Кузовски да го сведе овој надпревар онака како што го замисли, да се обидат да го заборават, така како играат кошаркарите на Работнички, ова е сосема друго издание во однос на оној мизерен меч кој што го игра во второто полувреме против КСК Скопје пред 3 дена. Сега Медфорд краде, водел со Младеновиќ, овој се обидува да дојде до топката и мртва. Кога веќе ја загубија, ова беше најдоброто што можеше да го направи Младеновиќ. За Работнички да биде во напад. Да, ова е последна четвртина. Работнички пак почна. Последни 7 минути од надпревар. Уште една одлична одбрана на МСД Скопје. Ова е можеби шансата која треба сега да се обида да искористат. Чини дека веќе трета минута се без постигнати поени. Симоновски, тој кој што последен поентираше за 50 поен и сега Иванов за 3. Сам не успе да погоди. Ефремовски дојде до топката и беше удвоен, но да видиме од кого фаул, дали од него. Судиите велат влечел за да дојде до топка. Водуел со Иванов. Може, треба, ајде да не речам мора, Ефремовски да поработи малку повеќе. Го има талентот, го има шутот, има многу предиспозиции, но само со макотрпна работа, прашајте ги оние големи наши кошаркари од ова поблиско минато што сме ги имале, да речеме, на тие надворешни позиции. Од калибарот на Петар Ановски до скорешниот председател на Федерацијата, на Врвица Стефанов, на уште не плејада на кошаркари, но тие 20 секако меѓу најдобрите кои некогаш сме ги имале. Колку е значајно да се работи. Ама буквално да се работи. Многу откажувања, кога веќе имате предиспозиции, зашто не се искористат. Ево Костов, големиот пример за младите, но и за своите соиграчи. Сега тешка позиција, уште еднаш одлична одбраната на МСД Скопје. Толку игра добро, да не речам одлично во одбраната, толку играат и едните и другите очајно во нападот. Сега повторно еден карамбол, тешко одат додавањата. Стојановски, добра позиција за него и кога се ослободи од Костов, поентира за 54-52, конечно поентираат кошаркарите на МСД Скопје. За -2. Младеновиќ нема додавање. Младеновски ја собра топката. Рече си 4 минути нема постигнато кош. Сега повторно капитенот Стојановски. Тој ја презема лидерската улога како што и доликува 54-54 и сега Марин Кузовски бара тајм-аут, ќе одиме одново практично од нула во последните 6 минути. Не може да поставиме ни еден напад што е со пасови, би бркаат агресивно. Слушај вамо, значи петка идеме со блок директен, сега е вамо мачки ти тука уште еден блок. Јасно ли е?
Ма пасо до дека или директна транзиција. Директна транзиција стави частоните, ама напред ова блок овде. Пас, па да врти овде топот. Тука си ти измена. Ей, ало! Ќе видиме што ќе значат овие 4 по друго поени на Стојановски. Сигурно дополнителен мотив, кураж за екипата на МСД Скопје. Голем број промашувања. Се изцрпеа некако и двата тима. Гледате, задоволни се навивачите. И на едната и на другата екипа. Ова е сосема поинаков надпревар од оној пред 3 дена. Вакво нешто сакавме да гледаме од неутрален аспект. А пред се навивачите задоволни од залагањето. Но на Крстевски тешко му оди, сега не успеа Јаневски да го проигра својот центар. Иванов на спротивната страна поени дополнително основно фрлање. Ово е првото водство за МСД Скопје на почетокот на завршните 5 минути игра. Сега го скршија мразот. И нормално нивните навивачи воде рилио. – 56. Оман Стајич ја направи петата лична грешка предног. Тоа е дополнителен проблем, немаат плеймейкер. Кошаркарите на Работнички. Како до крајот? Јаневски се одигра сам. Тежок шут, не успе да погоди. Загради таму Младеновски. Десна Стојановски, фаул прави Ефремовски. Седна Маринко Кузовски, тешко истрпувачки да се издржи овој ритам со мал број играчи. И јасно му е дека до крајот, ајде да речем, треба да се надминат себе си неговите кошаркери, но ќе биде многу тешко. И покрај тоа што е разликата 4, меѓутоа Стојановски 6 поени од последните 8 за својот тим. Тој ја покрена машинеријата на МСД Скопје. 8-0 прават оние 4 неуспешни минути во кои не постигна ниту еден поен. Сега 4 предност за МСД Скопје. Нема плеймейкер, нема додавач, нема никој да прими. Крстевски не беше на нивото, рековме, во текот на целиот меч. Сите други можеби некој подобро од она што можеше да се очекува. Младеновиќ, например, има 10 поени, 3 скока, 3 украдени топки. Ефремовски 7 поени од глупата, но премалку е тоа. Еве сега обид за да се проигра Чековски, тој се жали на повреда, имаше таму еден контакт, дали настрада коленото. Ќе биде лошо ако уште некој од играчите во ова финале заработи повреда, без оглед на тоа од која екипа. 10 кувани се и така кошаркарите на Работнички и видовме што му случи на Мираковски во првиот меч од ова финале. На Карачовски на стартот на овој надпревар. Сега Чековски, но мора да остане 4 минути и 4 секунди до крајот. Мислам дека и навивачите на двата тима чувствуваат. Бучни се само гостинските. А домашните
ја чувствуваат ситуацијата. Иако нормално не е се загубен. Бетфорд. Да видиме што во овој напад. Саме Младеновски со забивање за 54 спрема 6. 10-0 прави екипата на МЗД Скопје. И овие 10-0 може да бидат решавачки на крајот. 3:33 до крајот на последната четвртина. Ефремовски за 3, тешка тројка. Стојановски успеа да го изблокира. Тешко ќе биде да спаси. Заврши таму во непосредна близина на камераманот. Чиста позиција за тројка и не успеа Симоновски, па уште еден офанзивен скок. Гледате колку се посвежи кошаркарите на МЗД Скопје. Стојановски. Лесно, како на тренинг. 8 поени во оваа серија од 12-0. Тајм аут барат до Кузовски, но веќе се радуваат како да победиле кошаркарите на МЗД Скопје. 54-62. Водиш топката. Пасна Мачки. Мачки ки избега. Станко ќе ти направи блок. Еј, Станко, слушай ме малко. Овде за Викса не искочи од блокада. Викса доле стои ме, не скочи да го даде. Не брзај, чекај колега. Еј, дојде играј, слушай ме. Еј, ако ни вратете, Станко, слушай. Вратете му на него. Вратете. И овде грбна да правимо на Викса, вие овде Мачки грбна. Да шут. А ти игра еден на еден. Ајде, момче, ајде. Ајде, има време! Ајде, има време! Ало, ајде! Секоја чест за борбеноста, за желбата, за настојчивоста да се одложат на своите навивачи и да ја одиграат оваа средба до крај, да издачат максимум. Иако играат без плеймейкер со неколку повредени играчи кои се во строј покрај и на клупата за резерви. И реално со многу потенка клупа, за тоа зборувавме и претходно, и јасно беше и пред оваа финална серија. Но МЗД Скопје има 12-0 и вкупно 8 поени предност. Да видиме Костов изблокиран. Неговиот опит за додавање, не само изблокиран, доиграл последно. Уште една загубена топка, изфорсирано, ова веќе наликува на она завршница на предходниот надпревар. Така таму и популарниот Чичко Славе имаше контакт со топка, надвор нормално во аут. Еден од заштитните знакови лица на сите спортски надпревари, ракометни, кошаркарски пред се. Нема поени за МЗД Скопје, но минува времето, 2,5 минути до крајот. Костов се обидува да издече Јаневски. Костов. И еве тројка. Ефремовски, 10 поени за него. 57-62. Може ли оваа тројка да го врати работнички? Треба најмалку уште 2 до 3 напада да не реализираат гостите. Медфорд. Ето, тоа е ладнокрвниот Медфорд кој што погодува за 57-64. Кога веќе дојдоа до една ваква ситуација. Минута и 40 на секунди, последните 100 веќе течат. Се потешко на работнички да постигне поени. Не е исто, меѓутоа еве. За разлика од претходниот меч кога постигна само 3, сега 7 поени во последната четвртина. Стојановски со тројка го доведува МЗД во водство, 10 разлика. Тој е креаторот на пресвртот. Тој е човекот кој што е најзаслужниот за ова висока предност и најверојатно победа на МЗД Скопје. Но да почекаме. Ефремовски изведе лична грешка противничкиот капитен. Дамјан Стојановски, 16 поени вкупно.
и 10 скока, има дабл-дабл, извореден ефект на Дамјан Стојановски. Ако МЗТ ја освои шампионската титула, се уште рано, ќе треба уште една победа по ова, која што се надзира. Најверојатно Стојановски е фаворит број 1 за да биде и MVP на финалето, но треба уште една ваква слична партија, што може. Чавдар Костов изгоди лична грешка од Иванов. Го трошат до максимум. Полека добар дел од навивачите на Работнички ја впуштаат салата. Слават навивачите на МЗТ Скопје. Чавдар Костов. 12 поени Работнички постигна во третиот период, 7 во последниот. 15 МЗТ, 20 во последниот. Ето, тоа е нешто, ајде, не исто, меѓутоа слично во поглед на ефикасноста, убедио по добри кошаркаите на МЗТ Скопје. Баш поради таа свежина што имаат ростерот, подолгата клупа и практично алтернатива за секоја позиција. 58-67, 17 поени на Костов. Сега ќе трошат време, 50 секунди до крајот. Иванов не успее да погоди. Разликата е 3 тројки, но тешко е да се погодат. Костов веројатно ќе се обиде да направи нешто покрај Младеновски. Со влез Чавдар Костов, 19 поени за него, секоја 6-60-67. Сега повеќе од тактичка природа да ги смири своите играчи, да го пролонгира овој меч. Тајм-аут за Кочов. МЗТ Скопје е пред голема победа и голема предност од 2-0 во серијата против Работнички. Ситјер, игра трапинг, има Пикелов игра трапинг. Играме 3, сакам шорт рол за него. Овде сакам флеш, погледни ваму. 5, изгубиме топка, немој на преси. 3, ovdje je magnetski safety. Go first, go Damjan. 5 is here. 4, daj mu pas ovdje na 4 i handle. Ne li treba izbrzana topka, li treba foul da se. Veke nema za foul. One stop, don't make a foul. You know 3 points. Del napad mirno, mirno. 1, 2, 3. Нормално 34 секунди и 6 десетинки до крајот. Треба да се одработат овие завршни секунди во последната минута, да нема продадена топка, па да си направат од готово вересија, иако е тоа многу тешко веројатно. Нема додатна фаул во ова почетна фаза или сепак Младеновиќ да. Помалку и во немоќ да оземе топка. Бетфорд ќе оди на линијата за слободно фрлање. Прецизен за 60 спрема 69. Лестер Бетфорд. И тој двоцифрен, 10 него поен. Толку има Иванов, убедливо најдобар Стојановски со 16. Костов налета на добро поставени од Младеновски. Се е веќе готово, мислам дека нема да прават ни фаул сега кошаркарите на Работнички. Се обидува колку можеат, се држеа таму некаде до последните 4-5 минути, кога почнаа нагло да паѓаат и под притисок на големата пресија што има гостинските играчи, веќе истекуваат последните секунди. Меѓутоа, ова е сосема поинаква слика. Се бореат до крај кошаркарите на Работнички, соочени со пекови, со повреди.
jednostavni ne може до самата завршница да го издржат овој меч. Сосема заслужена победа на МЗД Скопје. Екипа која што е на чекор до враќање на шампионската титула. Триумфира со 69-60 во овој втор надпревар во салата Борис Трајковски. Мислам дека Марин Докузовски може да биде задоволен од залагањето. Може би тактички не одработеа се како што тој замисли во овој надпревар. Но водеа во 3,5 четвртини, но гледате во последната 22-10 и тука беше решавачкиот пресврт што го направи екипата на МЗД Скопје. На крајот сите си отпоздравуваат со своите навивачи и кошаркаите на МЗД Скопје се разбира многу позадоволни од овој меч, но и работнички и неговите играчи можат сега со крената глава, иако загубија од најлутиот, од најголемиот ривал во македонската кошарка, да заминат многу поспокојно во однос на онај надпреварот пред 3 дена. Решавачкиот пресврт, значи на некаде 5 минути до крајот, кога со оние 4 поени најпрвин Стојановски успеа да изравни и потоа таа серија се претвори во 12-0, која што беше на крајот недостижна за работнички. Подзастана на планот на кондиција, немаа доволно свежина, особено по петата исклучувачка лична грешка на единствениот плеймейкер Стајич и до крајот се беше рутина. Во редовите на МЗД Скопје убедливо најдобар поединец, креаторот на пресвртот, капитенот Дамјан Стојановски со 16 поени, имаше 10 скока и 3 украдени топки, 2 блокади, индекс 24, убедливо најдобар поединец на овој надпревар. По крај него по 10 поени постигна Иванов и Медфорд, а Самарџевски имаше 9 поени и 7 скока. Во редовите на екипата на работнички пак убедливо најдобар поединец Чавдар Костов со 19 поени, имаше и 6 скока и 5 асистенции, но дури 8 загубени топки. По крај него двоцифрени беа резервистите Младеновиќ и Ефремовски со по 10 поени, 9 постигна Јаневски. Се додека функционираше шутот за 3 поени, 13 тројки, но дури од 36 обиди, има во најголем дел од мечот 50 на 100, нешто по тоа можеби кошаркарите на работнички, кои пак имаа само 32% шут за 2 поена. Работнички беше во игра, од друга страна на МЗД Скопје трпеливо чекаше шансата со одлична одбрана, како да знаеа дека ќе дојде време кога ќе падне противникот и дека на свежина, на кондиција, на повеќе расположиви сили и од клупата и од стартерите, дека на крајот ќе успеат да го добијат мечот. Значи, МЗД Скопје го добија овој надпревар 69-60, задутре ќе играат во салата Јане Сандански за трет триумф и за освојување на шампионската титула. Практично тоа би било враќање на титулата по една година